Јас сум Кермичиев Панде, Валандовчанец, роден 1937 година, а инаку со спорт се занимавам од 53 година. Така. Како станавте фудбалер на фудбалскиот клуб Победа од Валандово? Во Валандово нашиот клуб се вика Победа Валандово и јас почнав како играч во младенската екипа и играв паралелно во првата екипа за Победа Валандово. Се сеќавате ли на условите какви беа тогаш, како се играше фудбал? Тогаш беа многу тешки услови, затоа што, например, ние немавме спортско тревното игралиште, се играше на тврда подлога, така да беше многу тешко, имаше доста повреди меѓу играчите и значи тешко беше. Тек покасно во Валандово се направи игралиште на Победа со древнат простор, така да после тоа имаше доста интерес од формирање на младенски екипи и пионирски екипи во Валандово. Паметите ли кој беше некој од поважните надпревари на ФК Победа? ФК Победа ги постигна своите најдобри резултати таму некаде 60-та година, 61 година, кога играше квалификации за влегување во првата македонска лига. Во тие квалификации не успеа. После имавме втори квалификации, бидејќи бевме прваци на подсојузот, имавме втори квалификации 66-та година на 67-та, исто така не успеавме, игравме со Љуботен од Тетово, ги изгубивме надпреварите и таму и тука. Тек 72-та година Победа Валандово успеа да влезе во првата Македонска лига, тогаш се викаше прва Македонска лига, односно највисок ранг на надпреварување, каде што Победа од Валандово играше една од големите улоги, бидејќи бевме ние стално некаде високо пласирани, него второ, трето, четврто место. Така да тогаш беа најголемите резултати во клубот, мислам на Валандово. Така, како го продолживте вашиот интерес за фудбалот после средношколските денови? Јас играв за Победа Валандово негде до 60-та година. После тоа, бидејќи бев повреден, отидов во школувањето го продолжи во Загреб на факултетот за физичка култура. И таму завршив факултет. Таму исто така се занимавав со фудбал, играв за еден фудбал од Загреб, фудбалски клуб од Загреб, се викаше Текстилец, инаку се дружев со сите студенти што беа опишени таму, да речеме, имаше играчи од прволигашките клубови во Загреб, Динамо Загреб, Загреб, Трешњевка Загреб и така. Понатака и специализиравте на истото поле? Паралелно игра фудбал, ама и специализирав фудбал кај професор доктор Милој Габриелич. Сакам да подличам дека со мене таму завршија и од Македонија Андон Дончевски. Имаше еден Мишик, тој беше голман за работнички или не знам, и тој заврши специализација фудбал. Инаку, паралелно со мене беа познати фудбалери во Загреб. Тука беше
Дражан Јерковиќ. Дражан Јерковиќ беше центарфор за Динамо играше, а беше и член на репрезентацијата на Југославија. Со него беше Владко Марковиќ, голманот Жмара, Златко Жмара, сега презимето не можем да му се сетам, и други врховски играчи од Динамо. Така, би ве прашала за крај уште и дали се уште го следите фудбалот со истиот интерес како некогаш, дали ја следите домашната фудбалска сцена па и надвор од Македонија? Јас сега, бидејќи сум пензионер, ги следам сите надпревари што се играт на ниво на Република Македонија, исто така и надворешните врховски надпревари, така да слободното време исклучиво го користам во гледање на тие спортски надпревари. Во Македонија моментално најдобра екипа е Вардар од Скопје. Може ли да ни кажете и нешто повеќе околу вашето искуство како тренер? Јас бев тренер на Победа Валандово од 66 година, од кога заврши факултет и специализација фудбал, така да веднаш истата година игравме и квалификации за влегување во Македонската лига. Постигнавме големи резултати. Попознати фудбалери од Победа Валандово се Миле Боев, Зајков, Василев, голманот Василев, Грошев беше исто така голман и голман на Вардар Скопски. Имаше доста врховски фудбалери кои стана. Тие фудбалери не им бев само јас тренер, него после тие отидоа играа во други клубови. Да речеме, Грошев играше во Победа, па Вардар Скопски, Миле Боев во Беласица, Василев исто така во Беласица и други екипи.